Во ова издание. САД. Забраната на оружје може да биде политички тешко во држава каде е популарна, но зголемена проверка на лицата кои го купуваат би можела да биде компромис. Американците патуваат пост-ковид. Прогнозите се 37 милиони луѓе ќе патуваат, тоа е над 60% од лани. Очекување за добра летна сезона. Кој не посакал да има личен готвач кој би подготвувал вкупни оброци за кратко време? Робот што може да го прави тоа. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американците се први во светот според бројот на лица кои поседуваат оружје, или 120 парчиња оружје на 100 лица. Во последно време се зголемува популарноста за полуавтоматското оружје. Керолин Персути беше во Тенеси. Лендон Бурк и неговите пријатели возеле 45 минути за да дојдат на овој полигон за стрелање. Бурк користи МП5 и AR-15, модели користени во неколку масовни убиства. Прашањето е зошто да се вежба стрелање со автоматска пушка. Имате право како американски граѓанин да поседувате оружје и тоа е супер. Убаво е да имате. Влюбениците во оружје го сакаат моделот AR. Овие пушки се многу гласни и флексибилни поради деловите што може да се заменат и се доста прецизни. Тим Барнет поседува полигон за стрелање и продавница за оружје во која има над 1500 пушки. Джени Спелети сака да купи AR-15 за домашна одбрана. Pomoćni се за самоодбрана. Активистите за законско регулирање на оружјето велат дека е време да се забранат автоматските пушки. Нивните цвеќиња од свила на националното шеталиште символизираат 40.000 американци кои годишно умираат од огнено оружје. Тие го разнесуваат телото, откинуваат раце. Има причина зошто ова оружје е дизајнирано за војни. Вториот амандман од Уставот на САД го заштитува правото за поседување оружје. Пукањето е традиција и хоби во државата и луѓето, како Пелети, се исплашени. Се чувствувам многу безбедно каде што живеам, но никогаш не знаете што може да се случи. По неодамнешните масовни пукања во Индијана и Колорадо, Белата куќа инсистира на нови ограничувања. Треба да забраниме автоматско оружје и магацини со голем капацитет за куршуми. Забраната на оружје може да биде политички тешка во држава каде оружјето е популарно, но зголемена проверка на лицата кои го купуваат би можела да биде компромис. Во Тенеси, ако купувачот има најмалку 18 години и ја помине проверката, тој може истиот ден да излезе од продавница со полуавтоматско оружје. Но не сите сојузни држави бараат проверка на лицата, онлайн или на сајми на оружје. 8 од 10 американци, како Тим Барнет, поддржуваат универзална проверка. Имаме луѓе кои доаѓаат овде и не може да ја поминат проверката од и биле во ментална институција. Доаѓаат со синџирче на рака што покажува дека само што излегле оттаму и сакаат да купат оружје. AC е полицаец во Лос Анџелес и инструктор за оружје. Тој има оружје што во Калифорнија се смета за автоматско. Поддржува зголемена проверка на лицата, но не и забрана на оружјето. Пред да одлучите дали оружјето е лошо или добро, треба да го пробате. Ако не е за вас, некој друг можеби ќе ужива. Земајќи ја предвид приврзаноста на американците кон оружјето, малкуми наверуваат дека Конгресот некогаш ќе ја врати забраната за автоматско оружје од 1990-тите, но со порастот на масовни убиства неодамна, многуми не очекуваат да се постигне компромис. Споредено со лани, веројатно патувањето за време на продолжениот викенд за празникот Денот на сеќавањето во САД ќе се зголеми за 60%. Највозбудени за нови авантури се постарите и милениумците. Со авион, автомобил или брод за крстарење. На 35% од целосно вакциналните американци ќе патуваат за време на летните одмори. Како и многумина, Дейвид Бейн и семејството мина најмалку 14 месеци во карантин дома. Но, откако ги прими двете дози од вакцината против COVID, прави планови за летово. Размислуваме повеќе за патувања, каде може да возиме.
Разгледуваме и места со авион како Костарика или северно од Барселона. Туристичките агенти велат дека многу американци прават слични планови. Неодамна имавме истражување кое покажува дека над 2/3 од американците планираат да патуваат сезонава. Сезоната на летни одмори традиционално во Америка почнува со продолжениот викенд за празникот Денот на сеќавањето на крајот од мај. Денот на сеќавањето е добар индикатор како ќе изгледа летната сезона на патувања. Прогнозите се дека 37 милиони луѓе ќе патуваат. Тоа е над 60% од лани и само 13% под прагот во 2019-та. Очекуваме добра летна сезона. Повеќето американци ќе патуваат во САД, со фокус на многуте плажи и национални паркови. Возењето автомобил е најпопуларно средство за транспорт, над половина од американците планираат да возат, велат од асоциацијата AAA. Тие се чувствуваат пријатно да патуваат со свое возило, особено за време на пандемијата. Сам одлучуваш каде и кога сакаш да застанеш по пат. Многу повеќе семејства патуваат со своите домашни миленици. Голем дел од милениците се усвоени за време на COVID-19 и мерките за седење дома. Пандемијата се одрази врз американците и со кои сакаат да патуваат. Забележуваме мултигенерацијски патувања каде бабите и дедовците патуваат со внуците. Забележуваме како цели семејства патуваат заедно, да имаат повеќе време за разговори. Најотворени за патување ова лето се постарите. Подготвени се да купат авионски карти или да уплатат за крстарење со брод. 95% од нив велат дека би патувале штом се вакцинираат. Тие заштедиле затоа што не патувале лани. Сега може да си дозволат секакво патување. Зголемината побарувачка на хотели и авиони влијае за зголемување на цените, но туристите немаат намера да бидат одвратени. По една година без патувања, а многумина го сменија ставот кон летните одмори. За крај на News Flash, целосно роботизирана кујна и робот-готвач кој може да подготви илјадници оброци, веројатно целосно ќе го промени однесувањето во домовите и рестораните ширум светот. Погледнете. Кој не посакал да има личен готвач кој би подготвувал вкусни оброци за кратко време? Сега постои роботот што може да го прави тоа. Роботизирана кујна Моли, која има готвач робот, може да направи илјадници различни оброци со вештина на професионален готвач, вели пронаоѓачот Марк Олейник. Тоа е идејата за оваа кујна во која можете да добиете свежо подготвени оброци во било кое време, ден или ноќе. Има голем избор на јадење. Роботот има база на податоци со илјадници рецепти и е програмиран да ги имитира движењата на вистински готвач. Бидејќи е базиран на човечките раце, има потенцијал да прави речиси се во куњата, а тоа отвора многу можности за готвачите кои може да прават други нешта и да бидат покреативни. Роботот може да ги прави истите работи како и човек, вели Олейник. Машината е многу добра во копирање и имитирање на постапките. Машината не прави многу грешки, може да работи 24 часа, а незината продуктивност е многу поголема. Роботот исто така е мултифункционален. Ако ви треба пржење, тој ќе пржи. Ако ви треба тестенини, ќе направи тестенини. Ако ви треба рижото, ќе направи рижото. Што и да ставите внатре, машината ќе го приготви. Но која му била мотивацијата на Олейник за овој изум? Храната? Јас сум љубител на храна. Сакам да имам храна кога ќе посакам, не кога ќе можам да ја добијам. Тоа е и целата идеја за оваа кујна. Би бил среќен да ги видам луѓето низ светот како ја јадат истата храна, што јас ја сакам и мислам дека тоа искрено може да ги спои луѓето низ светот. Тука е крајот на петочниот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер и пријатен викенд.